Тоа колега, овие закони не ги носат знамињата на апоените на монетите кои што од вашата влада ги прифаќаат. Па сега сакате да кажете наместо евра дека прифаќате и долари. Значи ова ги носи европското знамеце од друга цел, за да ги усогласиме со одредбите и директивите од Европската унија. Да ве демантирам, Законот за работни односи, вие одговорница кажавте и го поврзавте со региони. Не е никако поврзан со региони. Законот за работни односи вреди за сите. И со овој закон за работни односи, тие кои што вие ги штитите, еднакво ќе експлоатираат и македонци, и албанци, и роми, и турци, и други националности. Затоа што вашите бизнисмени немаат милост за никој во Македонија. За никого немаат милост. Немојте да ја барате вината кај нас, што посем толку години на власт имате еден куп села кои што се уште ви немаат канализација. Што ќе каже Али Ахмети? Па во родното Зајас нема канализација. Кој го спречи тоа да го направи? Кој ве спречи во последните 6 години да ја овозможите основни услови на луѓето? Чиста вода за пиење и канализација. Не успеавте, знаете зошто? Затоа што се мислите дали европско или америчко знаме да ставите. Такво ви е овој предлог закон овде. И со америчко и со европско знаме. Ама на крајот на денот, оние кои што се експлоатирани се обични луѓе. А обичните луѓе не прават разлика дали се македонци, албанци или турци. Сите еднакво ги погоди неработењето на вашата влада. За сите беше 30% инфлација. Немојте да спинувате и за закон за работни односи да го поврзувате со региони и со регионални инвестиции. Дај Боже да имате повеќе инвестиции, ама не со експлоатација на обичниот човек и не со извртување овде на тези. Ви благодарам.